Драги мои, здраво и добре дојдовте на местото каде што звездите отвораат душа. Знаете веќе, и они од естрадата, и они од политиката, они од јавниот живот, спортот, од модата, од телевизијата, од сите оние дејности кои јавните лица ги вршат за ваше добро, наше добро, некој за забава, некој за да имаме подобро утро, ама работите стојат така како што стојат. Утрето е и денес, а забавата е, бога ми, на ниво. Особено кога сте во ништо лично, местото каде што ќе слушнете многу работи, каде што ништо слично нема да слушнете на друго место. Денес имаме една, ајде можам да кажам слободно, моја колешка. И е. Дамата која Ред Хот своевремено, пред речиси можеби повеќе од 2 децении, ја лансираше, потоа бекстејдж ја промовираше во уредник или уредничка, а X Factor го интернационализираше незиниот лик. Подоцна да ги напушти телевизиските или водителските или новинарските води како сакате и да се посвети на една сосема поинаква професија. Да стане една од најпознатите водителки во најпознатите пилатес инструкторки. И така тоа го туркаше одредено време, но незиното лице никогаш не престана да звучи познато. Меѓу другото, заради тоа што беше една од ретките која оние обични луѓе, особено од ранливите категории, знаеше да ги направи да бидат VIP или VIP барем на еден ден. Последниве години е дамата која има и да каже и да покаже, а мене ми е особено задоволство да имам со неа нешто конкретно, па макар и вербално. На 2 пати прилика на незин терен, овој пат на домашен, на мој терен, на мое и ваше задоволство денес со мене и со вас во ништо лично Снеже Велков. Така, официјално, добре те најдов, ти благодарам на поканата. Значи, нешто конкретно во ништо лично. Во ништо лично. На крај што ќе испадне ништо конкретно и нешто лично или како? Нешто лично и ништо конкретно. Така. Ќе биде или нема да биде, ајде ќе видиме. Добро пливаш сите овие години и во едната и во другата професија. Кажи ми, што беше пресудно да направиш пауза па да се и зошто се врати, а не остана во она што го работеше додека ја правеше паузата. Те мамат ли телевизиските камери? Не можеш без нив или? Па да, дефинитивно. Значи, тој кој што бил на телевизија знае колкава е магијата на камерата и еднаш кога ќе ја засакаш нема шанси, тоа е љубов до гроба. Така барем мислам јас. Така љубов што до последен поглед. Да. Во секој случај, значи, направи пауза заради тоа што буквално немаше проекти кои што мене ми инспирираат во тој период и требаше да одберам, нели, да останам на телевизија во проект кој што не ми се допаѓа и кој што ќе биде само да останам на телевизија или сепак да се повлечам кратко време и да одлучам да видам што можам, нели, понатаму, дали ќе се појави некој проект кој што мене ќе ме инспирира за да се вратам, а ако не, сама да си креирам проекти. Мислам дека направив одлична пауза која што и ме инспирираше и она осознав што недостига, нели, на екраните и осознав каде можам, нели, да се оправам, па така после таа пауза која што беше од некои 2 години се роди и VIP на еден ден. Так. Ако се вратиме, колку има 2 децении од првото појавување? Па да, 2004-2005, така. Така. Отприлика 20 години. Не изгледа тоа вака, твоето лице звучи познато, ама не изгледа така дамнешно, ама тоа е веќе генетика веројатно и некои други активности претпоставувам. Па секогаш генетика и козметика, нема друго. Од каде една млада, тогаш анонимна девојка да влета во овие водителски води? Од желба и од сон, кој што го имав уште мала. Така да ја тоа си го програмирам. Кој кај те најде? Не, јас само отидов за да ме најдат. Никој не ме пронајде, никој не ме откри. Да, меѓутоа претходно одев на аудиции
кои што се појавува по весниците, ги имаше, јас одев на аудиции. Тогаш постоje и оние кои што беа локални скопски телевизии, па и таму сум се опробала да отидам на аудиција, меѓутоа не ме примија и подоцна значи се случи она агенција на Натали Грубовиќ, која што бараше нови лица, во која што јас се пријавив, она имаше тогаш соработка со Томато, па ме предложи и така некако се споја коцките. Веројатно тие телевизии пропаднаа што не те примија. Е, добро. Од тие скопските локални. Ретко го споменав јас како прв проект. Паметиш ли првото излегува? Има ли трема? Да, многу голема трема има. Враќавте 2 пати, 5 пати, 100 пати. Имав голема трема, да, знаевме да враќаме и по неколку пати, затоа што сепак ми беше прво телевизиско појавување, меѓутоа одлична поддршка имав од сите. Тогаш бев со Петар, презимето му го заборавив, нека ми прости. Петар за појадок и пауза, да, тогаш ми беше партнер во Red Hot, меѓутоа и продуцентите и сите соработници и снимателите, значи беа сите расположени за да ми помогнат, дури и се случуваше, ајде Снеже кажи го, па не може Снеже да го каже, па продуцентот ќе каже, ја ќе излеза, може јас сум малерот, па ќе излезе тој. Па после тоа и снимателот знаеше да каже, добро Снеже, уклучена ти е камерата, почни да зборуваш. Еве нема никој, значи. Кој не ви се така, сложи да враќа по 5-6 пати. Што повеќе враќа, толку повеќе си тука. Па добро, меѓутоа стварно има големо трпение и во секој случај ми помага многу, значи не ме оставија така да ми речат не те бива тебе сега, ајде дај друго дете, него буквално има трпение и супер беше што најдов на таква поддршка на почетокот за да знам како треба да растам и да се развивам. Видиш, мене ме фрлија веднаш во жива програма пулсирање од 2,5 часа, па ти види, таму нема враќање. Затоа ти траеш, гледаш 40 години ти траеш. Траеш. Бекстејдж беше она што те профилираше во малку попознато, уште попознато лице, таму имаше и уредничката улога и таму ти си диригентот, ти ги распределуваш како се вели улогите, ама не само и улогите, туку и задачите. Тешко ли беше да се диригира таму, веќе беа некакви профилирани телевизиски лица? Убавината во бекстејдж беше што сите многу го сакавме бекстејдж и сите многу си ја сакавме работата и сите многу сакавме да дознаеме што се случува позади сцената и сакавме да донесеме што е можно поексклузивна информација. Значи таму беше буквално прва работата беше од љубов, со задоволство да доаѓаш, затоа што ние сепак работевме од Сабајле. Златните времиња, златните години. Да. Значи ние буквално доаѓавме од 9:30 си имавме работно време, од 9:30 до 3, до 4, до 5 сме останувале. Да, меѓутоа сите бевме подготвени да останеме и подолго време, дали треба да се измонтира, дали треба да го почекаш колегата да донесе прилог, така да значи можам да кажам дека се работеше со таков ентузијазам, не работевме за клик, не работевме толку многу за популарно затоа што бевме единствени и знаевме дека тоа што ќе го пласираме ќе биде гледано. Значи немаше таму надпревар во однос на рейтингот што ова дали ќе пали, дали ќе биде ова, така што значи сите одевме и имавме некакво чувство. Имаше ексклузив наеден, ако не се ама се затвори. Тој така период беше. се затвори, буквално ние бевме оние кои што ја креираа таа сцена, така да Па добро, види, може да постои бришан простор, меѓутоа ако не искористиш шансата, бадијала ти е, така што мислам дека бекстејдж навистина ја искористи можноста, меѓутоа имавме како што реков, значи ентузијасти кои што си ја сакаа работата. Тука ја можам да ја спомнам Марија која што значи знаеше да снима до 4 до 5 од оние фестивали кои што беа како таксират, утрото да дојде да измонтира па да отиде да речеме на тренинг на ракометарите. Значи толкав ентузијазам и толкава жилба да се работи и да се донесе материјал, не сум видела кај никој. Јулија, да, и Миро е тука. Младше покојни беше. Да, значи екипа Маријана, така. Маријана, Мија Костова, значи бевме еден тим кој што навистина буквално си помагаше еден со друг. Тим кој повеќе го нема, ама од тимот прва ти избега, така ли? Или замина? Од тимот јас заминав после породувањето, значи се породив со вториот син, после тоа се вратив, меѓутоа работите се сменија. Па јас одлучив дека ќе останам во Сител телевизија, а тие веќе заминаа на друга телевизија и тогаш веќе почна веќе мојот ангажман со Big Brother. Значи буквално разговарав, си ги гледаш приликите која ти е подобра прилика. Немаше кавга, така? Немаше кавга. Во добри односи сте? Да. Добро.
Што? Буквално беше муавето, ова или ова, така да не е Обично никаков со проблем. пцовки се заминува, ама Не. Плюс ние сме телевизиски лица кои што секојдневно се среќаваат. После тоа ние работевме заедно со Блажевски на утринската програма, така да тоа е Така. тоа. Да. Возрастни луѓе сме, се Така, и разбираме. Сител не траеше предолго. X Factor беше она кој можеби по кое најмногу те запамтија луѓето во Сител, веројатно заради гледаноста заради гледаноста, и заради природата точно. на проектот, Точно. ама и таму не потраја, и таму реши да Не, престанаа проектите, вике, како што реков, значи проектите престанаа. X Factor беше 2 сезони, што се случи си знаат тие во Србија зашто не продолжи X Factor. Понатаму нели беше твоето лично звучи познато и подоцна така. престанаа тие проекти. Еви и ден денеска ги нема. Дете на проект беше. И тоа беше буквално, нели, бираш, сакаш да останеш во утринска, сакаш да одиш во информативна, сакаш таму, меѓутоа јас сакав проект да работам, нели? И немаше во тој период проект. Не верувам дека и сега има некој таков проект кој што да речеме мене би ме инспирирал. Не. Не. Затоа веројатно и денес сте си врзана за ниту една телевизија. Да. Дете за проекти. Па добро, тоа е тоа. Да, Не, за многу проекти, е денес убаво, не, многу е убаво кога добро бекстејдж не можеме да го наречеме проект затоа што долго време траеше и се уште трае, меѓутоа многу е убаво кога ти сам си го правиш проектот и сам одлучуваш колку ќе трае. Така, многу, кога сам свој мајстор си, значи ти знаеш каде ќе се движи проектот. Ако останеш на телевизија, и ако реков, значи, може да бирам, нели, дали ќе останам таму, ќе терам, нели, за да бидам само телевизиски лик или ќе одлучам нешто друго. Тоа да чека добро пливаш во тие води. Па добро, засега се покажало според мене, за мене таа одлука беше супер одлука и тоа беше супер што ми се случило во тој период. И таа пауза која што се случи за да видам каде сум, за да видам колку вредам, затоа што кога си во еден затворен систем, буквално нели кога си опкружен со истите луѓе, не можеш да знаеш колку вредиш, затоа што или се тука цело време да те тапшаат по рамо и да ти викаат супер, се излези на другиот терен па да видиш. Таму можеби нема да бидеш супер. Исто како што кога ќе промениш телевизија, можеби нема да бидеш најдобар како што си бил во другата телевизија. Дали заради опкружувањето, дали заради природата на работата или заради гледачите. Така што убаво е да излезеш од една средина. Зависи од рейтингот на телевизијата, знаеш. Па зависи од рейтингот на телевизијата, ама Роналдо во Реал и во Вардар не е истината. во Вардар каков ќе биде? Најдобар во Вардар. Не знам. Може одма ќе се повреди, пак ќе има најлош рейтинг. Така да никогаш не знаеш. Така, кога сме кај пливањето и кај Вардар, добро пливаш, ама не само во Вардар, тук пливаш и во некои други води од овие телевизиските и продукцијските. И сега сакам да погледнем еден прилог, па ќе го искоментираме околу пливањето во чии тоа води Снеже Велков плива и зошто плива ако плива. Кочан, предизвик или сулут подвиг. Среде зима сите пливаат по крстот за водици на празник, само Снеже Велков плива малку порано, по навика на бадник. Македонската ТВ водителка и екс-пилатес инструкторка Снеже Велков дефинитивно има, ако не чудни, во најмала рака необични навики, особено за поедини празници, кога навиката и преоѓа во ритуал, голем или мал, сеедно. Важно е да се остане посветен на замисленото и секако да се реализира истото. И речено сторено, и тоа на празник. А празникот голем, можеби најголемиот христијански Божиќ. Денот пред тоа бадник, кога многумина вртат лепче, пита или погача и ја бараат паричката, а Снеже Велков и годинава реши да си ја побара белјата. Или можеби не, туку само сакаше да си ја продолжи традицијата, токму на тој ден да се капе, ама не под туш, во топло джакузи или када, туку во студените морски води на Егеот. Па водителката за деновите на Рожеството Христово, за време на празничниот престој во јужното соседство, заврши во морето. Студената вода за сите смрзувачка, за неа предизвикувачка. Иако навидум слабичка и неака, оно што повеќето не би го направиле ни за жива глава, Снеже го направи без мака. И тоа не заради фалење и слава, туку заради продолжување на сопствената традиција, што самата си ја задала, на бадник да се избања во студената морска вода.
подвигот насловен Бањање во море среде зима клета на Бадник 2025. Предизвикот, иако навидум краткорочен, сепак смрзнувачки зашто ладно е кочан. Искушението е само едно, да се премрзне или да седам мадро. Задачата која можеби еден ден ќе ја продолжи подмладокот во фамилијата, да се продолжи традицијата. Мислата, она најчеста, троа будалеста. Ја знаат ли од дома и може ли некој сериозно ова да го сваќа? Исто им се фаќа. Добра ли си? Е прашањето кое одговор веднаш бара, а одговорот изгледот вара. Радоста голема колку цела вселена. Зборот кажан и што е најважно, одржан. И после ично е ладно. Или така и се чини. И што со тоа? Победа на умот, на времето, на препреките и предрасудите. Или само уште едно заблудите. Како и да е, на шега насмеа, пишете 1-0 за неа. Голем е денот, па иако не е во цутот на младоста, голема е и радоста, зашто Снеже Велков не им одолева на предизвиците, туку и сама им оди во престред на подвизите и храбро се соочува со искушенијата во име на денот, радоста и традицијата, која самата си ја воспоставила. Да не се социјални мрежи, не ќе знаеме кој каде се плива и како плива. Добро. Ова што не е во цутот на младоста, ама голема е радоста. Не го коментирав мислето, личната карта само. Добро. Немам јас никаков проблем со тоа, се додека соодветно се однесувам со моите години. Значи, ако почнам да забегувам на постари години, да не се однесувам соодветно, си се удавил. Тоа значи дека не е добро, а додека соодветно се однесуваме вака да пливам или да играм моро среде морето, така да, добро. Среде спразна плажа среде зима. Да, го него како. Да. Од каде е традиција? Последниве години ми се чини. Да, ова е трета година. Да, ми текна буквално. Ти си буквално. втора личност која знам дека ова го прави. Еден и единствен до сега беше Јаков Дренковски, кој се капе на матка, односно на треска за празникот. Ти си втората само на море. Па добро, да си ја зачуваме Македонија. Да се знае до кај е Македонија. Случајно се случи или? Не, си го замислував тоа и пробав, викам зашто јас да не пробам, меѓутоа еве ќе ти кажам нешто, јас во текот на летото воопшто не се бањам. Ова ми е прво и единствено бањање во годината и завршува со тоа сезоната на бањање. Не сакам да се бањам во море, не знам зошто, преку лето. Буквално, можам еднаш да влезам преку сила 2 пати, меѓутоа не. Додека е летно време, си седам на плажа, си гледам, но не и да пливам така да. Море, базен, езеро или во када? Немаме када дома, значи имаме само тушкабина имаме. Да. Сакам работи кои што не ги прават сите и затоа и не сум на водици, туку сум за Бадник. Меѓутоа сосема случајно затоа што во тој период се случува да одиме во Грција и не можам за водици да се бањам, иако кај нив на Бадник во Грција е водици во суштина. Да, во суштина. Така и за водици се бањам ако гледаш. Едните сме по Илијански, од други по Грегоријански. Да, зависи од која Македонија ќе се најдеш и така се дали си бањаш. во Егејската, во Јужната или Северната, овие што ја викаат. Точно. Јужниве соседи. Точно. Добро. И да чукнам во дрво, значи она што ми викаат дека е навистина бањање за здравје. Еве последниве години навистина не сум се разболела од оние нити настинки, нити ништо посериозно. Ти само една има Македонија, а кај да се капеш за здравје ќе биде. Не си пробал овде тоа да го направиш некако, ако се случи да не сте во Грција? Не. Там. Само на море. И тоа само таму. Плюс знам да одберам, таму е секогаш потопло. Така. Добро, социјалниве мрежи ни ги отворија очите за тоа кој што се прави, како прави и кога и колку го прави. Добро ти е инфлуенсерството, можам да приметам, меѓутоа забележуваме го користиш буквално само за некакви сопствени цели, односно сопствена забава, а не за промоција на не знам какви производи или услуги или што ли веќе рекламираат ова јавните личности, колешките ни и колегите.
да. Па добро, така одлучив, значи не е дека немам понуди, меѓутоа така одлучив, а ако видите некој производ да се рекламира, во суштина тоа ми е поддржувач на емисијата, значи така некако ги врзав работите, затоа што сакам мојот Инстаграм профил буквално да го користам за конекција со моите следачи, за оние кои што го поддржуваат тоа што јас го правам и мислата која што јас ја ширам, така да многу често можете да видите и поезија која што ја пишувам таму или некакви постови, некакви поезија. Така, некакви сознанија, некакви мотивациони говори, знам да им се обратам на девојките со она лепотице, па да дадам некое мое видување на нештата, така да за тоа го користам и така ми е убаво. Сум пробала јас да бидам инфлуенсерка, нели, и да се сликам и се тоа, ама никако не ми иде. Така да не ми бива. На вако физикус да не води? Не ми иде, не. Треба да ти иде, треба да сакаш тоа да го правиш, јас не можам. Значи, умешноста, умењето е или умењето е во умешноста. Да, или нели сепак за да бидеш актуелен би требало да ги коментираш и секојдневните теми, треба да се вклучуваш во дискусии, во разговори, треба да сакаш постојано да се фотографираш. Па добро, не сум и тоа е добро затоа што секоја си има своја специфика, така да не би требало да се правиме копии. Добро. Она што може да се забележи често на твојот Инстаграм, да речеме и домаќинлукот. Те бива, гледам за разни подготовки на разни рецепти, ама многу специфични некако. Па пак реков, јас сакам секогаш нешто друго да правам од тоа што го прави мнозинството и масата, така да ова беше, да речеме, веганските рецепти почнав да ги правам исклучиво заради тоа што пак ги немаше толку многу нити на социјалните мрежи, нити никаде, со надеж дека нели на некој друг ќе му помогнам, затоа што јас знам колку ми било тешко кога не можев да најдам никаде, меѓутоа со испробување па на рецепти си доаѓав и до некои мои сознанија што функционира со што, па можев да го споделам, ама неретко знам да споделам и нешто што е традиционално. Така да. Зошто веганството? Силом прилика, што би рекли, од здравствени причини? Од здравствени причини, исклучиво здравствени причини. Интолеранција на одредени продукти? Да, интолеранција и појава на алергии, така да. Таа е мојата причина. Сакаше, некаше мораше да... Да. Значи, месото е за тебе минато, свршено, определено време. Да. Да, и месото, и млечните производи, јајцата, така да, тоа е тоа. Тоа скара кебапчиња, плескавици, ребра. Не, например, никогаш не сум пробала ражнич. Не сум пробала еве кога сме кај Грција грчко гиро. Да ти потечат лиги вака. За месо не, за месо не. Ама да речеме некогаш тој мирис на топен кашкавал, или на такво некое сиренце, да, тоа да. Во семејството претпоставувам дека нема други. Нема. Никој мајка ми на некои одредени производи. Скара. Никаков проблем. Порано сум имала, сега веќе немам. Се знае, значи Снежа може да јаде салати, може компот, може ориз. Ти на друга маса седнаш или не? Седна сама на соседната маса. Девојчево, тргнете го. Ајте му салата не е со нас. Она ќе попасе тука пред хотелов или пред ресторанот. Така. Вие други ве јадете си. Не, веќе не ми е никаков проблем веќе и верувам. Жал ми е сега што тренден или веганството, меѓутоа не го прифаќаат на начин, па тренд е да бидеш веган, нели? И тоа е сега многу во мода, од типот, нели? Меѓутоа многу повеќе треба да се свртат кон тоа кои се здравствените последици на тоа да јадеш само, нели, вегански производи, односно да не влечува. Што ќе ми направат? Зашто да ме укина? Значи си носи, си има свој... од Македонија да не, па ние во Македонија сите јадеме месо. Да, тоа мислам и моите деца јадат месо, значи пијат млеко, јадат јајца. Верувам дека е тренд веганството, мислам. Па тренд е веганството. Верувам дека е тренд, ама не знам сега колку е здраво, колку нездраво, не сум. Па токму затоа реков, значи пред да одлучите да станете веган, многу е добро да се консултирате со доктор, не секој организам може да го поднесе веганството. Затоа треба прво провери си, види си. Кога влегуваш. На почетокот ми беше многу мачно, значи носто бладен ли си, што се чувствува? Кај е проблем? Самиот организам ти е истоштен, затоа што не е научен да се храниш само со трева или да пацаш, од друга страна па не знаеш што смееш, што не.
Па не се гледа дека е така. Не, мислам јас во суштина никогаш и не сум јадала многу, туку сум јадала само колку да не ми се слоши, буквално да не ми биде тешко. Се гледа од приложението. Да, а после тоа морав да бирам, нели? Па onda додека јас требаше да објаснам, нели, на луѓе ова не јадам, ајде денеска нема да јадам. Подобро отколку се да ми објаснува. Да, и так. Едно време јадев само ориз, па само компир, па комбинирав ориз и компир, па сите видови, не знам, значи печен, варен компир, пире компир салата, да, компир на 100 начини, ориз, не знам, тапче ориз, па не знам, варен ориз, па ваков, таков. Подоцна излегува сите рецепти, така да. Не ти си скоси очите. Да станам. Па уште валјда не сум. Да видам. Така е, да. Ете, не сум, уште сум добра. Чекам да се видам. Ако му се вратиме малку на пилатесот, па ќе се вратиме и на веганството. Кажи ми, веројатно вежбањето оди паралелно со начинот на исхрана или беше зависно едно од друго или сосема случајно? Јас од секогаш сум вежбала, значи од секогаш уште во средно, значи сум вежбала. Да, уште пред да ми наложат проблемите да бидам веган, значи од секогаш сум сакала и теретана, и аеробик, значи се сум вежбала. Баскет како помала игра, значи така да во спортот сум постојано и тоа мене ме исполнува, ме инспирира, ми дава додатна енергија, значи цело време. Возење велосипед исто така. Спортска женска. И си барав некој спорт кој што навистина ќе ми исполнува, а буквално со пилатесот се запознав откако го родив првиот син, затоа што барав нешто кое што ќе ми помогне во надминување на таа постпородилна депресија, буквално, кое што ќе ме направи, нели, да се чувствувам среќна, и го најдов пилатесот сосема случајно, значи моја другарка ме однесе на тренинг и се заљуби во пилатесот и во инструкторката, буквално, значи тоа беше некаква љубов затоа што ми ја пренесе целата енергија. Горски спорт бил лежиш, а вежбаш. Па добро, не е баш така, затоа што пилатесот е многу потежок да го вежбаат мажите, а буквално ти се активира секое едно мускулче, значи дури не си ни свесен дека си имал внатрешни мускулчиња кои што се онака мали, кои што да речеме држат некој одредено ковче и све те боли, така да така се запознав со пилатес. Ама многу малку рече си да нема мажи, многу малку барем има, не дека нема. А основачот е маж, Јозеф Пилатес е маж, да. Да, тоа е маж и на почетокот е направен пилатесот буквално, како што рече, за лежење во кревет, меѓутоа болните кои што лежеле во кревет и кои што подолго време, нели, не одат, не се движат, значи за нив, за да не им атрофираат мускулите, се направени тие тогашните се викаат реформери, ден денеска постојат такви кревети реформери на кои што значи со обтегнување на јажиња со, нели, отпор за да можат да вежбаат и понатаму се развива целиот тој процес. Реков ја црногорски. Балетаните го вежба и Новак Џоковиќ за активирање на оние тајни малечки мускулчиња за да бидете толку брз и да бидете толку активен. Затоа шпаги да, фаќа оние точно. Вежба и на реформер, така да, тоа е тоа. А и чинам дека се храни посебно. Се храни, па не, јас кога ова не јадел Новак Џоковиќ, ова викам, па јас сум Новак Џоковиќ, само уште да научам да играм тенис. Се друго знам, да, така да. Добро заради сопствени потреби рекреација, ама од каде идејата да станеш па инструктор или те на терен? Многу ми се допаѓаше целата таа активност, начинот на кој што ги пренесува. Бев во Белград на едукација, посакав, значи, да станам инструктор, како што реков, прво секогаш се подготвував за тоа што сакам, како што беше и со водителството, значи претходно вежбав, за да се осигурам дека можам, а подоцна, нели, за да навлезам. И се отвори простор за нов инструктор, таму во студијата кај што вежбав, се пријавив, можам јас, дајте да пробаме прво, значи затоа што не бев сигурна, сепак за да учиш некого. Да, се подготвував. Да. Така беше во љубовта? Да вежбам да го најдам, не, тој. Го пикираше, го тој мене ме следеше. пикирал, не, буквално си дојде на кај мене на емисија. Го демнеше по социјални мрежи. Немаше тогаш социјални мрежи, не. Мојот сопруг дојде кај мене во емисија и така се запознав. Како гостин? Како гостин. Меѓутоа тој ме демнал, пријудувал на. Било наместено, гарантирано. Било наместено. Од после ја ги додо проработите. Кузне колку платил на томато да биде гостин. Тоа не знам.
Така ли беше? Да, така беше. Буквално мислам они го наместиле интервјути и сето тоа. Спонзори. Ете. Толку да имаш. Јас водам. Да. После од мене ме земам, па водителкава се омажи и после не продолжи со ретход и така испадна, ама добро. Добро, малкумина знаат дека покрај тоа што ве врзува бракот две прекрасни деца, големи мажи се така ли? Да. 16, 15, 16? Не, 18 е големиот, а малиот е 13. Опа, значи полнолетство правевме? Полнолетство, да. Наполнихме 18 години. Браво. Овој му велат. Се уште постаро изгледаше. Му велат што си дошол со сестрата ти да родителска. Знаја да му кажат и на Мариот и на големиот, посебно кога ќе се симнавме пред зграда, затоа што јас нели така со патичиња да му речат сестра ти, викни ја сестра ти. Сестра му, мајка му и така, да, па знаеше големиот порано кога одев да речеме во школа да го земам. Да ми рече, мамо, дојди со штиклите, молам, немој да доаѓаш со патики и оти срамота. Да. Или знам еднаш кога си направив оние плетенки, имав две и ми рече, мамо, каде вака, тоа не личи на стара жена. Така стара жена, да. Па добро за нив сум стара жена, да, така да. Нека да си стара и за нив, ама добро, тоа е друга приказна. Влетаа ли тие во, или имаат ли барем афинитети за она што тебе ти е професија? Едната или големиот, другата? Спортуваат или? Да, спортуваат, големиот спортува, сега веќе и теретана, значи тоа му е омилено, иначе ги проба сите спортови и ракомет, и кошарка, и фудбал, да, сега е во таа фаза, малиот оди на пливање. Сакаат да бидат спортски активни, значи не се некои кои што седат. Што ќе моја сестра има веќе Да. А многу сака да речеме да монтира, што се однесува до видеомонтажот и ми помага, морам да признаам дека ми помага во однос на креирање на рилови на Инстаграм и така малку се закачкаме во однос на тоа како ја сакам да изгледа и како тој мисли дека треба да биде реализирано, меѓутоа го оставам, тоа сакам да ти кажам, затоа што навистина е во текст со трендовите. Се поклопува со трендовите, меѓутоа па понекогаш јас знам да му сугерирам што сака мојата публика па да го направи така, да. Се комбинација не едно и друго. Го сака тоа, значи монтажата му е омилен дел, видео контент да прави така, да тоа е супер, малиот се уште е мал, па чекаме да се пронајде. Ќе видиме како ќе се развива. Океј, обично познатите убавите жени, како да кажам, се пикирани, особено кога социјалните мрежи им се отворени. Има ли отворени додворувачи покрај тоа што е Снеже Велков? Како се вели? Знаат да пишуваат луѓе, меѓутоа знам многу убаво да ги игнорирам. Така? Да. На игнор се? На игнор. Да. Ми се допаѓа дека е така. Добро, кога сме кај Пилатесот уште малку би сакал да се задржам. Беше дел од една приказна која за жал тажно заврши по собственичката на студиото. После тоа беше ти таа која го наследи или Не. Или ја замени незаво едукацијата на оние кои веќе биле членови на Не, затоа што Ирина си го имаше како собственичка студиото, меѓутоа постоја повеќе инструкторки кои што беа таму. Со една од нив таа си имаше и партнерски односи и таа продолжи понатаму да го води студиото, а дефинитивно студиото го зема незината сестра која што и ден денеска го има, а таа инструкторка која што и беше партнерка продолжи понатаму, значи ние како затоа што не бев само јас инструктор, туку постоеше и други, значи ние понатаму продолживме нели да го ширим и да го развиваме низиниот сон и многу ми е драго што продолжи понатаму и не се затвори низиното студио и ден денеска значи постои и имаме еден настан кој што е посветен на неа, во јуни е настанот, значи се вика вежба и за себе во чест на Ирина и сите се собираме во парк на школка кога покажуваме дека се уште го развиваме низиниот сон и дека се уште сме тука присутни за да не гледа. Ние вежбаме овде во долната сала, а ти Ирина не гледаш од озгора, така да многу е убаво
убаво што продолжи целава приказна, а таа е основоположник на пилатесот во Македонија и навистина многу од студијата кои што се отворија буквално од незини вежбачки, кои што пак исто така ја продолжија незината мисија ја продолжи и многу ми е драго што продолжува тој сон. Не ли доби понуда да останеш или барем паралелно? Не, јас продолжив да си вежбам, меѓутоа зборам за инструкторска некаква понуда. Продолжив како инструктор, држев дури и лични тренинзи и така натаму, меѓутоа јас морав да се повлечам затоа што го повредив коленото. Инаку ќе си продолжиш понатаму да вежбам, меѓутоа е глупаво да јас покажувам, односно ги скокам вежбите кои што јас не можам да ги вежбам заради мојата повреда. Така да одлучив дека тоа не е фер кон вежбачите и не е во ред да јас бидам како вика тоа фаличен инструктор сега да им држи часови. Не бива тоа така и подобре. Да. Мислам дека не е во ред тоа да го правам и затоа и се повлекам. Но за себе си вежбам, никој не ме гледа, снежа, дали ти можеш да чушнеш, дали можеш да скокнеш. Да. Ме гледа на Инстаграм, не ми заверуваат, нели, зашто ти ова не го правиш, дали како, тогаш се роди, нели, и возењето на велосипед, баш заради тоа што тоа му годи на моето колено. Така, од тогаш си девојката со точакот. Девојката со точакот, да. И да врне, и да вее, и бура да коси секој утро или? Со точакот, еве сега кога беа снеговите, значи си имам еден држач за велосипед кој што е за да го претворам оној што е велосипедот, значи кој што ми е за понадвор да го претворам во статичен, дома ми е монтиран, значи така да за се наоѓам решение. Нема тука изговори, Да. Така да секогаш барам решение, значи не барам изговори за ништо. Таква сум и во живот. Добро, кога се дупне гума на грб ли се како или се? Да, ми се има случајно, дури еднаш, значи јас бев или посилната половина, повеќе пријатно. Кој ќе го разбудиш во 6:30 со бајле? Значи јас сум луда, ништо не е отворено, во 6:30 нема каде да се обратиш. И ми се случи да ми се дупне гума, значи кај хотел Русија, кај хотел Русија, значи требаше да се враќам наназад, значи тука кај мене во Карпош да дојдам за да ја сменам гумата, поинаку немаше каде или да барам, ништо не работеше, значи од 6:30 почнува 7 км. Пешки, натенане, тапа, така да не еднаш што ми се случило и јас само си се смеам на тоа и си пишувам, тогаш знам да објавам, нели, иако нема луѓе кои што ми се дупна гумата, кој ме проколна, ајде да видиме сега. Така да. На кеј знае да има и по градот, така моли на кеј како се вели, и кучиња скитници, знам дека имаш страф од тоа. Имам голем страф и ми се има случајно буквално да кога ги видам. Куче не, кај баба ми, кај дедо ми имале, да, зајче, така. Никој не. Не имам страф од кучиња, исклучиво заради тоа што имам доживеано блиска средба со куче, имам се уште тука вакви едни белези од заби на едно куче, да. Како мала ми имаат кажувано дека јазикот сум си го голтнала од толкав страв, значи од куче кое што трчало кон мене и денеска, значи го имам тој страв и е, мислам, што да кажам, значи сега да ми излезе куче, значи рачунај дека горе на овие ќе се качам, ќе се држам, ма не ќе се држам горе. Да. Значи тоа е невиден страв, неоправдан страв, кој што не можам да го надминам. Знаеш како велат, треба се соочиш со стравот за да го надминеш. Сум пробувала, многу често сум пробувала, меѓутоа не, но мислам и дека не гледам причина. Не, верувам дека соочувањето со стравот треба да биде на начин на кој што откако ќе го поминам стравот, јас ќе гледам некакво задоволство, да речеме на дружба со кучиња и така натаму. Меѓутоа не гледам некое задоволство, така не знам зашто би го надминала стравот. Да. Овие се што чуваат кучи, ја ги имам многу домашни миленици. Да, жалам. Па не, како и да ме разберат, сакам да кажам дека еве, страв ми е, да, и дури кај мене комшиите ме знаат дека се плашам и кога се симнуваат со лифтот и кога го видат куче, извини ми викам, добро, не е до вас. Среќа што немаш страф од лифт, па не знам што ќе правиш. Да. Така да, мислам немам никаков ништо против нели оние кои што се чуваат миленичиња и кои што ги сакаат кучињата. Но стравот е многу долги години, значи ако е некаде од 5-6 години кога сум била мала, значи тоа е веќе 40 години трае стравот и е. Ама не рековме лична карта дека ќе вади. Ти све ми кажа. Ова младоста, како ми рече?
Младоста не е во цудот на младоста, преку 20 години на телевизија, ти има кажа- возрастни Ти деца. кажа синот што Да. ти кажа, ој тетке, бабо, како рече. Кажи му да бастунот да ми го даат за вака како ќе станам, вака да си одам по ова седење бое. Мислам, до толку се комплиментите поголеми со За сега ваков што изглед и вакво однесување, ако на вистина се тие години, ама и да се и да не се, генетиката и козметиката го прават своето, го прават своето, не знам дали како се вели естетската хирургија поднаправила нешто. Все уште не сум се подвргнала на естетска хирургија. Каков е твојот став? Мислам, некои сакаат да бидат прилично бујни, некои сакаат да бидат прилично така филеросани, што би рекле. Естетската хирургија ја почитувам до тогаш додека не се познава дека нешто си правел. Значи буквално, да не те познаат, да не се познава дека нешто си правел. Не се познава. Има случаи кај кои што не се познава, така да малку, не знам дали се малку или не кажуваат, меѓутоа кога ми ги посочуваат дека ете почнале на време да го прават тоа и на пример точно знаат, нели, за да не се познава, затоа што е поинаку, нели, ти веќе ако си со брчки па почнеш да се затегаш вака, отколку нели да не се познава. Така да се додека не се познава дека некој правел естетски корекции, тоа го почитувам. А понатаму ја почитувам неговата желба за да се промени, што да кажам. Таму не можам да влијам. Никој не е совршен и покрај тоа што Не е сметам совршен. дека одлично изгледаш. Благодарам комплиментот. Како се вели тоа? Си посакала некојаш да промениш нешто на себе, да додадеш, да Значи одземеш? само да пораснам уште 10 сантими. Значи секогаш ме Ама фала за ти. тоа имам високи Не, подпетици, штики, друго што е, рекам. ама друго е по дома, значи друго е кога си малечок. Не е исто чувството. Значи само 10 сантими сакам да имам повеќе Не и сметам дека ништо си повеќе. спаѓаш во ниските дами. Мала сум, да ме видиш на патиките, не си ме видел колку сум малечка, сум волицка. Не си. Ова телевизија зголемува, јас ја Така. позади камера сум толицка. Ма јас сум ваков, да го зголемува телевизијата, а не знам што е ова со камерија. Па што ти викам? Шират. Па шират како не. Затоа ја не сум. Шират и изложуваат. Наравно, ја затоа не смеам да се здебела. Нема се смееш само заради овој шират. Шират, да, осмиците. Како се вели тоа, Кармин на уши. Да. Малкумина знаат или може би и знаат, ама овие новите генерации веројатно не ја те следат. Дека не си скопска девојка, потеклото ти е од источна Македонија, од еден многу мал град кој мора да кажам, за среќа имам и пријатели таму, ама последниве години дека си го врати некако својот сеј, барем кога е стандардот на луѓето во прашање, веројатно заради работата на рудникот и оние кои останаа таму или се нови генерации, па има многу попристоен живот отколку едно време кога беше с краја да е посочувани за лош пример. Македонска каменица. Како се случи една малечка убавица да дојде во Скопје од македонска каменица? Така, тоа кога ќе го речеме македонска каменица, многу ми е драго, затоа што ние сме единствените кои што ја задржаа македонска каменица. И имаме македонска регистрација. МК. Така да, тоа ми е вака, да. Како што реков, значи желбата ми било од секогаш да бидам водител и желбата ми била од секогаш, значи да се појавам во телевизија. Не, брат ми прво дојде, значи ние како студенти во суштина татко ми и мајка ми не подготвуваа дека ќе одиме во големиот град и дека таму ќе студираме, односно дека таму ќе одиме во средно училиште, затоа што така смета дека треба да напредуваме, нели? И тие во Каменица и нема средно. Има средно, да, има средно. Меѓутоа сметаа дека треба да отидеме, нели, во друг нешто. Имаше такво, имаше и гимназија, нели, меѓутоа како што реков, значи не нас очуваа дека треба да заминеме во Скопје и да останеме тука да се образуваме, затоа што и тие, нели, кога биле заминале во други градови, односно дури во други држави, во Србија имаат завршено мајка ми и таткови и сметаат дека така треба да се отворат видици. Може во Белград да те продат? Па можело, добро, мајте за почеток до Скопје да стигневме од Каменица до Скопје, и тука останавме, да.
Такви беа плановите, така не насочува и воопшто никаква дилема немав, нели, дали ќе дојдам во Скопје или не, затоа што така ме растеле, нели, уште од мала ми рекле одиш во Скопје, имавме тука недоразбирање околу тоа што сакам да учам, јас сакав да учам јазици, татко ми преферираше да се запишам средно медицинско, го послушав него, а за факултет реков сега it's my turn, сега е мојот ред. Ти си медицинска сестра? Не, завршив забен техничар. Забен техничар? Затоа е таа бисерна Гледаш ли? насметка. Нешто останало. Што имаш од забен техничар, убави заби? Убави заби, нешто останало. Да. Имам јасна тази. Тоа е убавот. Така што знам како изгледа кога забен техничар ќе ти ги прави забите. Да, меѓутоа го немав јас тоа трпение за лицкање, за правење, немав доволно креативност за да ја работам таа професија. Тоа е занает, тоа е филигранство уствари. Точно, меѓутоа јас го немав таа прецизност, таа финост, таа трпеливост. Ја немав и одлучив да не продолжам понатам. Плетење шустик и везење големи, да се бара Ја немам таа трпеливост, морам да признаам, не. Така да, јас би сакам нешто креативно, меѓутоа не така да се во ситни детали. Да. Така. Да. Добро, ма знаеш како велат, ѓаволот лежи во деталите. Добро, ма зависи во кои детали. За овие детали не ме бива, за некои други детали па ме бива, така да. Добро, кога го детализираме. Кога веќе детално ги разглобуваме работите, јас ќе се вратам уште еднаш на она со веганството и со начинот на исхрана, а потоа малку и ќе одиме на машко-женските односи, мај да погледнеме еден прилог уште, па ќе го прокоментираме. Личен ли е? Личен ли е? Многу личен. Ајде. Личен и приличен. Ајде. Снеже Велков не пропушта да вежба и делници и празници, ама знаете ли што прави пред цвеќарници и расадници? И да врне, и да вее, и бура да коси, и лете, и зиме, и делници, и празници, на Снеже Велков денот не и почува без утрински вежби. Тоа е барем оддамна познато. И кога професионално се занимаваше само со пилатес, и сега кога тоа го прави само за себе, за рекреативни цели. Во здраво тело, здрав дух. Ама за тоа да биде така, потребна е и здрава исхрана. Познато е одамна дека Снеже е скарана со месото и сето останато што потекне од животинско потекло, па исхраната и се сведува исклучиво на плодови и билки. Да си веган не е лесно, особено не кога ќе дојдеш во ситуација да паднеш во искушение. Впрочем, така е со сите нас, кога ќе поминеме пред излог на сладкарница, сендвичара, кафеана. Па дури и не само кога е во прашање само храната, што најдобро знаат жените кога ќе поминат пред излог на продавници за чевли или некој ексклузивен бутик. За подобро да ги појасни нештата, Снеже Велков се пошегува на своја сметка откако некој се обидел претходно да се пошегува на нејзина. Дали веганите се оближуваат пред цвеќарници како јас пред кебапчилница? Шеговито праша од некој на социјалните мрежи. Водителката на нешто конкретно се нашла погодена или се препознала себе си во прашањето, па решила да му ја дополни и збогати мислата на шегобиецот. И пред расадници исто така додала Велков, збогатувајќи ја шегата со емотикони кои плачат од смеење. Нараво учение, не и купувајте букети на водителката, заради цветниот апетит, евентуално може само некој кактус. Паѓаш ли во искушение пред излог со убави чевли, пред бутик? Тоа да. Значи, на чивли сум фанатик и буквално она. Слабост. Не знаеш каква слабост ми се чивлите, така да буквално, значи, она, ако ги видам и ако не ги пробам и ако не ги купам, значи, можам да ги сонувам, зашто не сум се ги купила. Да, ама па имам некој специфичен вкус, па да речеме, не толку често ми се допаѓаат чивли во излози, така да... Мора да е бренд или? Не мора да е бренд, сакам да биде специфично и да ми се допад. Не. Фала Богу што
И така сум воспитана, меѓутоа и животот ме научил дека брендовите не ја даваат вредноста на човекот. И тоа ми е многу драго, затоа што не треба да биде нешто бренд за да јас се чувствувам убаво. Јас можам да се чувствувам убаво во тоа што ќе го носам, иако значи цената му е многу ниска. Битно е значи јас да си ја знам сопствената вредност. Бренд сам по себе се вели тоа. Па многу е важно да знаеш ти колку вредиш, затоа што ниту облеката можеби на прв печаток може да покаже овој, значи е некој даса. Што ме плаќаат, не. Некој даса, нели дека е некој даса, не. Значи можеш да зрачиш со убава енергија и знам дека или да зрачиш ко Чернобил, едно од двете. Еден другар кога реков, значи баш ми искоментира Демек Снеже чевливе ти кога ги носиш као да се не знам 1000 евра, а во суштина се да речеме од некој просечен бренд. И ми рече па Снеже, кажи им ти Демек како све изгледа скапо на тебе, ти кажи им да ти даме ни кондори да ги направиш чамец. Не чизми да ги направиш чамец, така да тоа ми е многу драго што нели мојот вкус е префинет, меѓутоа не значи дека е нешто многу скап. Го носиш тоа во себе што мислиш или се учи како да го тоа не знам, да научиш да го носиш. Јас мислам дека нешто се раѓа човек со тоа. Мислам дека се раѓа човек со тоа, меѓутоа многу е важно воспитувањето, нели, како ќе ти кажа, затоа што секогаш кога ми купувале нешто моите, знаеле да ми кажа дека треба да го ценам, да го сакам и дека тоа е најубавото нешто и дека е мое. И многу ми е драго што така ми кажале, за да нели јас си го ценам нештото. Буквално или да е книга или да е ранец, значи дека тоа е мое и тоа е најубаво и тоа е многу вредно затоа што е мое. Што подосна го прочитав па и во Малиот принц, ако сте ја читале книгата која што сметам дека е за возрастни, а не за деца, кога го сретнува нели цветот, односно кога ја сретнува ружата, вика ти си моја и затоа си најубава. Така да многу е важно да си ги цените сопствените работи. Вие ако им ја давате вредноста, ќе ја препознаат и другите. А по дома како е? Што е мое, твое, што е наше, што е негово, наше? Наше, се е наше, се е заедничко и многу ми е драго што буквално така дури сме поделени да не биде дури еве и станот и сметките се е поделено заедничко, значи ги носи имињата на моето и на сопругот, така сме се договорили. Станот дано како тоа сметките. И сметките се така, да. Не пола, него стојат на моje и на негово име. Така се договоривме за да нели дека сме равноправно влегуваме во оваа заедница и многу ми е драго дека е така. И фирмата? Се е заедничко. Сите сме заедно. Да. Добро, малкумина знаат дека си всушност дел од семејната фирма која нема врска ни со пилатес, нити со телевизија, нити со емисии, нити со... Добро, на некој начин можеби со човечки ресурси. Ама човечки сегде има човечки ресурси ваму и таму, ама генерално овој човечките ти си маркетинг менаџер, така ли му доаѓа како ми така некако му доаѓа. Што значи тоа да си маркетинг менаџер на човечки ресурси, некако. Маркетинг вработување.com е компанијата од која што нели освен со човечки ресурси се грижи и со објавување на огласи за работа, кога станува збор за маркетинг активности, тоа е промоција на огласите на самите клиенти. Листаш огласи од таму, значи сега веќе нема весници кај што се објавуваат и нема огласни табли да речеме, туку сега веќе е дозволено да се објавуваат онлайн и многу ми е драго што да речеме мојот сопруг ја имаше визијата дека натаму оди пазарот и тоа е многу убаво, нели кога ќе бидеш визионер за нештата однапред да ги најдеш. Не тоа не знам, да. Не дај Боже. И тоа е добар бизнис. Да не одиме натаму, да. Така таа ми е активноста таму. Значи тоа е тоа. Да, и нели за маркетинг на клиентите во однос на промоцијата, но секако и за зачувување на брендот и бренд awareness и employer branding. Што ти е примерна професија? Едно, друго или трето? Јас или мултитаскинг мора да сме. Па добро, примерно и луѓето по тоа што ме препознаваат е дека сум водител. Така ли? И така мислам дека треба и да остане. Ова другото е скришум. Па скришум не е скришум, значи е јавно, меѓутоа кога треба да се представиш пред луѓето, ако треба да му наброиш неколку професии по кои тоа значи дека буквално сега дали си ова, дали си она, кој е, од каде,
и можеби му ја намалува и вредноста, нели, затоа што ако почнеш на некого да му викаш ДР, МР, ова, она, вака, така, додека го наброиш, мене ми е доволно да ме кажат само како Снежа Велков. Ако те препознаваат само по твоето име и презиме, тоа значи дека веќе доволно си се етаплирал во одредена професија. Ако сакаш да биде така, можеше да останеш Стојчевска или Снежана Стојковска. Стојковска, се извинувам. Ете и тоа некако го Одамна направи. паметам. Да, Снежана Стојковска, баш Снежана Стојковска звучи како има една професорка на, мислам дека е на медицина, и се вика токму така Снежана Стојковска и секогаш викам дека тоа звучи нели многу сериозно. Како не знам за некоја институција. Снежа ни Велковска, ни Велкова, туку е Велков. Велков, да, Снежа Велков, исто тоа го направи. Зашто нема тоа А или добро? Јас сакав. Јас сакав така, затоа што да, буквално и во тоа време не ни постоја, јас кога се омажив далечно 2006. Да, тогаш не беше и моравме да побараме од Чичкото. Специјално одобрение дека можам да го користам презимето во машка форма. Чичко Брко, значи оној матичарот, верувам дека го знаат сите кои што се венчале во Скопје, да. Така да ми рече нема никаков проблем, само те замолувам заради тоа што не е дозволено нели граматичката категорија во Македонија и презимето мора да биде во женски род. Те молам, значи потпишај се дека нели сакаш па ќе го одобриме, па тогаш така да и така настана. После сега веќе цела плејада имаме на имиња и презимиња на жени во машки род. Снежа Велко. Велко, да. Сакав да имам такво специфично презиме токму заради мојата работа во телевизија. Добро, препознатливо мора да признам. Кога сме кај телевизијата и емисиите, вип на еден ден ги споменав ја во најавата на ливите категории, беше проект кој е захтевен и веројатно и заради тоа можеби не може толку долго да трае или нешто беше друго прашање што сосема друго нешто го прекина проектот, го прекина короната. Буквално, во буквална смисла на зборот, затоа што предолго траеше тој процес на скривање под маски, каде што не можеш ти да откриет насмевка да откриеш ако нели луѓето се под маска. И буквално тој проект го прекина короната и поради тоа што целиот процес траеше некои 2 години, подоцна значи ми се оформи нова идеја, нели, со нешто конкретно, затоа го прекинав. Иначе беше навистина успешен, премногу захтевен, значи, премногу... Не е тоа дека нема толку луѓе кои не можеш толку... Не, затоа што беше... Да ги направиш толку срекни. Затоа што тоа беше исклучително хуманитарен проект беше, значи сите оние активности кои што им се вршеа зафати, да речеме, на забалото, беа донација од самите стоматолози, значи тука немаше финансиски средства, донирана беше облеката од самите бутици, се беше донација. Значи јас така сакав да спојам, значи луѓе кои што сакаат да помогаат заеднички, точно и во секој град, затоа што ние не можевме да ги носиме луѓето во Скопје, дојдете на Забар, него треба да речеме во Свети Николе, во Неготино да најдеме, беше навистина, значи захтевен, меѓутоа пак на крајот кога ќе ги видиш колку се радосни тие луѓе, како им се менува не само физикусот, туку нивното однесување, тоа е целата благодарност и гледаш дека самиот проект си исплати целата таа мака која што си ја вложил. Да. Така. Нешто конкретно е нешто сосема поинаку. Да. Не дека не се занимава со многу други нешта, ама некако машко-женските односи, релации се во фокусот. Да. Велиш, твоја беше идејата, те поттикна нешто? Јас многу читав за машко-женските односи, за машко-женските релации, не можејќи да сватам зошто не се разбираат мажите и жените, нели секако и по дома го имав тој Марс, другите од Венера за тоа. Тој муабет, меѓутоа многу сакав да сватам зошто не можеме да се разбереме кога буквално нели зборуваме ист јазик, македонски јазик зборуваме, нели во иста држава се наоѓаме, со истиот проблем се соочуваме, меѓутоа ја го гледам на една страна, ти го имаш. Так, имаме различни погледи на светот, од едната страна, од другата страна, зошто на пример не може кога ќе го отвори фрижидерот, јас викам на втората полица е да не го гледа, нели? Зошто не може да го зошто не може на пример да ги купи сите работи од список, зошто мора да заборави, меѓутоа тоа беше првичната и кога почнав да ги читам нели тие книги, почнав да ги слушам YouTube видеата. Така ли? Да. И во суштина сватив дека тоа е една тема која што секогаш ќе има, да, така. Ќе има муабет за разговарање.
еве ти доаѓаат разни профили на луѓе од интелектуалци па до старлети, како сакаш кажи го, не дека па тие не се сите се мажи и жени. Сите се мажи и жени без оглед на тоа. И ти си жена, ама нели мислиш дека можеби беше посоодветно да има и опонент, башки водител од другата страна, па да има некаков или да додадеш, да има некаков Се нудиш ли, Антонио? Не се нудам, само прашувам. Ја не би влегол у таков проект, нема тие пари. Добро се сеќавам. Мене ми е доста и дома. Уште емисија да правам. Не, па благодарам. Вака сам паша, сам газда, ја што ќе кажам, тоа е точка крај. Ете си го даде одговорот на прашањето, тоа е тоа. Значи сепак треба координација поголема, меѓутоа не значи дека ова не е добра идеја за понатаму во следните сезони. Знаеш, што би рекле, Секако. имаше кај нас, добро, тоа е, како се вели, франшиза, најпозната е Анđелка и... Да, Андрија Анđелка. А и Андрија, не знам, кај нас Љутков беше... Да, Сашко и Сашка беа тие. тие. Сашка беа, така што на некој начин, само што е малку поинаку, не Па добро, не драмски, нема драмско дејствие. Да, секогаш различни се мислењата се судруваат, да речеме, затоа што јас сум жена, па тие се мажи, или па ако се повеќето жени, па знам да го застапам машкото мислење и така. Кој е? Овде 1-0 беше за Снежа со Бањање, ваму кој Кој вожат мажите или жените? Да. Чи ставови победуваат кај тебе во емисија најчесто? Па не знам, баланс. Значи јас сум прашувала оние кои што прават истражувања. Баланс е јогурт. Секогаш има некаков баланс кој што се одржува во емисијата и тоа е многу добро. Затоа што едниот ако е на едната страна, другиот знае да му опонира и многу е добро за да не држиме став, нели, затоа што имаме секакви гледачи, но од она кое што јас сум го слушнала е дека некако мисла дека јас повеќе сум на машката страна. Да? Така мислат. Да. Па природно е да си на машката. Мислам, модерни времења се не свати некој погрешно. Се е природно денес. И вештачкото е природно. Знам да бидам реална сега, нели, да се согласам со мислењето на мажите, ако се во право, да не бидам на оние тврдокурни ставови за жените и некаква женска борба, ако не држи. Така е по дома? Да, еве сопругот. Подлегнуваш на влијанието или попушташ? Свесно. Кога како ми одговара. Зависи што е во прашање. Да, и знам. тоа е мудро, тоа е начин да се излече. Добро, требаше време за да стана мудра. Да се излече некој бенефит поинаков после тоа. Требаше време за да стана мудра и мислам дека тоа е најголемиот проблем на нас со жените, мислам дека ние тоа што не знаеме кога треба да замолчиме. Мислам дека тоа е многу важно, затоа што ние мораме да си го истераме своето, како што вика еден пријател, вика, јас сум се искарал со неа тука и сидам успална за да се тргнам, она доаѓа да ме докаже и да се дорасправа со мене. Мислам дека е многу важно, дека треба некогаш да замолчиме и да се гризнеме за јазик. Колку и да ни било она ќе се гризнам, ама да, некогаш треба. Мене ми е најмногу страф од таквите, и после змија ќе ме гризне, знам што се случува после тоа. Тие што молчат, ќути, мижи бутај, што велат ќути, трај, прај, знаеш како е? Не, треба некогаш да преќутиме за да му помине и не знам, многу сме. Не, подобро се искарам. Мислиш? Да, сигурно. Знам дека цел адреналин, цела негативна енергија ќе излезе тука и толку, а не после тоа да има... Ама ние памтиме, ние жените памтиме, така. од ти текнували 2017-та таму и таму, значи ние многу памтиме. Така ќе го извадам тука. Тетрадчето, чекај да видам ова и ова. Опа, ништо не се заборава. Ништо не се заборава. Добро. Чиме така. Мислам, не си единствено. Тешки се тие теми, не, затоа не сакам да навлегувам и професионално во нив, доволно ми е приватното. Кажи ми, проектот Тера и ке тера, предпоставувам, уште догледно време, така? Се надевам, се додека јас чувствувам задоволство од проектот и се додека гледам дека има заинтересираност кај публиката, ќе го терам. Тогаш кога нема да имам задоволство од проектот, ќе го прекинам. Или, што би рекле, гостиот брзо се трошат овие познатите ликови. Па добро затоа ги. Да. И лично сум бил 2 пати. Thank you, мачка. Да, и фала ти тебе. Не е лошо време човек да се Знам некои по 3-4 пати, по одредени пејачки, секоја втора емисија беа. Кој не, затоа што се риловите кои што се појавуваат на Инстаграм се повторуваат, па изгледа дека сега биле, а тие биле всушност пред 2 години, така да.
И тоа се случува. Да. Репризно, значи. Да. Па еве со социјалните мрежи, заради тоа што нели самиот алгоритам така работи, па ќе ти го врати, па ќе види, например, кога ќе ја видиш датумот 2023 дека бил некој гостин. Така да, безвременски се. Така. Мора да те прашам, освен тоа што веруваш во многу нешта, веруваш ли во хороскоп, да речеме? Дали мислиш дека хороскопските знаци ги ја предодредуваат личноста и Лично не сум некој поборник на верување кон хороскоп, знам онака за зезање, односно за она да прочитам што и како и тоа што ми одговара, нели да се го земам, тоа што не ми одговара, да речем, ајде нема. Меѓутоа не. Еве на пример за рибите. Вакви шкорпиите, онакви, не знам. Еве рибите сакаат многу вода. Јас еднаш се бањам, како што реков, во лето, во зима се бањам, во лето не се бањам, воопшто не сакам вода. Може многу пиеш? Да, не пијам вода. Напротив. Ама затоа подобро пливаш во сите овие други води. Ама на пример сум да речеме, она живеам во свој свет, така малку сум креативна, малку сум нереалистична. Си имам аквариум, да. Ете, тоа се некои работи кои што сум ги прочитала за рибите, па со кои што сум нашла некаква сличност, меѓутоа дека нешто па е така, рак сум во подзнак, раковите многу плачеле, ја па ич не плачам. Не знам, не. Ич не сум плачка, тоа е дури многу чудно, меѓутоа не сум плачка. Знам да се расплачам на работа која што на никој не би му текнала дека може да ме натажи или било што, значи онака да ми можеби повеќе тоа е плачење од среќа, да ми дојде убаво на душата за да се расплачам од што ми убаво, инаку така не плачам. Значи солзи од среќа, крокодилски нема, така? Не. Добро. Ај кога сме кај хороскопот, да ти пуштам нешто да ти покажам, па да видиме. Натална карта, кај ми е куќата да видам. Да. Да видите, осим што е вака добра риба, каква риба е во хороскоп. Ајде. Погледни и погоди од приложеното. Кој знак е Снежа Велков во хороскоп? Македонската ТВ водителка и пилатес инструкторка Снежа Велков на својот Инстаграм профил пласираше интересна теза. Теорија од типот ај погоди со поглед што сум во хороскоп, или поточно како телесните адути ви го одредуваат зодијачкиот знак. Наводно, најдобрите, најистакнатите и најиспакнати физички карактеристики се отприлика заеднички за секој хороскопски знак. Тути атрибути, како заеднички именител. Па така, Стрелецот, Ракот, Јарецот и Вагата би требало да имаат најдобро газе, додека пак Бикот, Водолијата, Овенот и Шкорпијата имаат најбујни гради, ама што е со останатите? И дали Снежа спаѓа во една од овие две групи или според адутите во онаа третата, кај останатите? Ако подобро ја погледнете русокосата убавица одназад, може да влезе во првата група. Ама за жал, изгледа дека телесниот зодијак не ќе да е баш најточен, зашто Снежа со така извајана пилатес задница не е ниту стрелец, ниту рак, а уште помалку јарец или вага во хороскоп, иако и одзади изгледа топ. Однапред и не морате да го задржувате погледот подолго. На прва се гледа дека згодната пилатес инструкторка ни оддалеку не припаѓа на втората група бујни зодијачки знаци Бик, Водолија, Овен и Шкорпија. Значи, останува сепак онаа третата, ама што вели таа? Таму долгите нозе, никој не ги споменува, па хороскопот вели дека близнаците Лавот, Девицата и Рибата, како Снежа Велков, од најдобро можат да имаат само најдобри другарки. И ако не и ги знаеш другарките, оди да те видам после па погоди кој знак е Снежа Велков во хороскоп. Мене ќе ми падне еден ден на глава, ама Фала многу. Некоја гостинка предпоставувам. Така да, кога коментираат за Снежа, нели, што викаш немала гради, немала задници. Не, таму е тоа што пишувала. Ама што викаат, која Снежа со плавите очи?
Очите ми ги гледаат. Реков Да ја- имам деколте, кој ќе знаеше какви очи имам. Апсолутно ја реков, како се вика, не ги Па как? коментираат до крај сите атрибути, ама добро. Нема ни долги нозе, нема еве. Она па има плави очи. Добро, Толку синоката, доста е. така е. Да, да, или- Синокосата се или има Додуше сега дупчиња. И леки измислија и Или има дупчиња, не. И Да. фарби за коса. Така, ама- девојчета со плавите очи и со дупчињата, И дупчињата така ме на знаат, и образот. тоа е добро. Да. Понекад, па добро, еден час од прилика туркаме. Сакале, некеле мораме да привршуваме. Сакав сосема за крај да те прашам. Кажи ми кога би престанала еден ден да можеш да се појавуваш на телевизија. Би седнала ли да напишеш нешто што е некаков, не знам, собствена биографија за сите оние работи што ти се случувале, не ти се случувале во животот или интересни случаи, се размислували да седнеш да пробаш да се реализираш како таков автор. Која веќе поезија пишуваш, што не би проза. Па не знам колку многу имам јас да кажам и колку е интересна мојата содржина, затоа што не мислам дека имам нешто поразлично кое што му се случува на секој водител, кој што влегува во оваа професија, значи немам некакви екстремни случаи кои што би требало Која да ги... како влегува водителка во оваа професија, не е Сметам секој дека не. Кај мислам, сите исто. За да можеш да напишеш, сепак треба да имаш многу повеќе што да им кажеш на луѓето, затоа што Искуство. па дали е искуство, дали е се настани, дали се случувања. Значи сметам дека не треба секој да пишува затоа што прво е глупаво секој може да пишува. Меѓутоа не треба секој да пишува. Социјални мрежи, да. Сите Не, се новинари. ама И се издаваат книги, многу ми не издаваат книги, што мислам дека не е во ред и не е фер кон писателската професија, како и да ја наречам, нели, за да издаваме сега Ако сите книги. новинарската е фер, што секој може да си напише што сака и да го објави. Па добро, на читателот е да одлучи што и како е. Јас што да издадам книга за никој да не ја чита, да не ја Ама купи, е а ја да налагано. кажам дека сум напишала нешто, не. Налага на Facebook 10 пати повторено станува вистина, знаеш како е. Добро, тоа е такво ни е времето за жал. Такво ни е времето, меѓутоа нашата тенденција е да ги учиме нашите деца да разликуваат што е тоа што е вистина, што е тоа што е лага и да ги учиме да ги препознаваат вистинските вредности. Поинаку да се бориме не можеме. Да го забраниме Facebook не можеме. Штом TikTok не успеа да го забрани ниту Америка, значи не можеме ни ние. Единствено само треба да ги учиме новите генерации и ги ние гасеш ли самите телефоните? не им ги гасам, но им кажувам нели што треба и како треба. Што треба, затоа Барем што одиме негови. кон екстреми, ако му го земам јас телефонот, а неговите другари ги имаат, значи го изолирам детево од гледање на содржина која што они утре ќе ја коментираат во училиште, а тој нема да може да ја коментира таа содржина. Јас знам на Така да. 18 што содржини се коментираат. Добро, кога беа помали, така да не мислам дека мојот живот е премногу интересен за да напишам биографија. Јас што си ја пишувам поезијата, мене ми доаѓа таква инспирација, тоа сакам да го споделам. Можеби некогаш можам да го споделам, да го соберам во некоја збирка, меѓутоа само за мене лично, но не сметам дека сум доволно интересна за да можам да напишам книга. Можеш ли да не даеш таа кутија таму лево? Или барем да брцнеш и да си извадиш едно Што ќе ми аверче. пише? Испадна неколку, одбери едно Две и испадна. отвори. Ајде. Да видам. Аберче бе? За крај. Ти ги имаш Аберче. тие сите. Ова за мене абера. За тебе. Што ти вели денес аберчето? Ако има љубов, далечината не постои. Сте видели? Да. Та била Каменица, Белград, Скопје или како се вели? Па за се. Бил за се 20 љубов. години помлад или 5 години постар? Така, како и да го гледаш ова, ако Се тоа далечина, да. ама ако е љубовта вистинска. Па можеш да го гледаш и како партнерски однос, меѓутоа многу сакам повеќе да го гледам и во однос на тоа што љубиш, односно што сакаш и да работиш и да реализираш во животот. Значи ако љубовта постои кон нештото, мислам дека не постои далечина, да речеме во наводници, или не постои препрека која што може тебе да те спречи, ако навистина го сакаш тоа да го работиш за било што да станува збор. Кога имаш фокус, нема далечина, нема сопка што може да те спречи. И денес ми беше задоволство да имам нешто конкретно вербално со
мојата драга колешка Снежа Велков, ти благодарам. Ти благодарам. Што Ништо беше лично. Тоа ништо лично ти беше да не се навредам, значи во однос на муавето дека си. Навистина немам ништо лично. Немам. А толку лични работи разбавивме. Ништо лично се навредиме, нема проблем. Не Дојди ти реков. кај мене нешто конкретно кога ќе ти сосечам, ќе видиш. Така ли ќе биде? Препад не доаѓам, препад мајка нема да има. Да Не ти сум вратам тука. ја. Ти благодарам, ми беше задоволство и ова ќе си го носам со мене за да ме потсетува. Така, апсолутно. А вам, драги мои, ви благодарам на вниманието и трпението. Се надевам дека и овде видовте многу нешта или многу работи каде што на друго место нема ништо слично да слушнете како овде во Ништо лично со мојата маленкост Антонио Димитриевски се разбира заедно со вас и вашата и моја денешна гостинка дамата од Ништо конкретно Снежа Велков. Се гледаме за 7 дена на ова исто место со нови гости.